7,5% е зголемен прометот во индустријата во април оваа, во споредба со април од минатата година. За премиерот Христијан Мицковски, ова е резултат на консолидираната економија. Се консолидиравме после оној шок во март, кога се случи војната во заливот и кога практично ескалираше најголемата енергетска криза која што ја памети човештвото во овој милениум, а според сите познавачи ова е поголема од последните 3 енергетски кризи заедно. И веќе во април месец консолидираната индустрија бележи значаен раст, односно 7,4 или 7,5% зголемена размена, споредено со истиот месец од минатата година. Така што сето ова представува лоша вест за оние кои што не сакаат да успее оваа земја, кои што ги гледаме како создаваат хистерија, паника, рефлектираат невистини, креираат, импровизираат, манипулираат и така натаму. Сепак Македонија забрзува. Голем удел во ова има кредитната линија за помош на домашните компании во висина од 230 милиони евра и со повластена камата. Минатата недела беа исплатени, односно префрлени некаде околу 120 милиони денари, или кога све ќе се заокружи од почетокот на овој проект до денеска, зборуваме за вкупна сума од 230 милиони евра. Така што ние како влада не само што поддржуваме и вакви предприемнички потфати, странски директни инвестиции, ние поддржуваме и домашните предприемачи, домашната индустрија и домашната економија. Знаете дека каматната стапка на кредитот е од 1,95%, нешто кое што представува субвенционирано од страна на владата со грејс период од 3 години до 12 години рок на оплата. И на тој начин практично ние очекуваме барем двојно повеќе таа сума да се зголеми кога станува збор за инвестиции на домашните компании.